Добре дојдовте и на вториот дел од вежбите за ниво B1 поврзани со рефлексивни глаголи во германскиот јазик. Ако не сте го гледале првиот дел, ви го препорачуваме бидејќи вториот дел е поврзан со него. Ова видео со вежби е поврзано со истоименото предавање за рефлексивни глаголи, кое го имаме снимено во два делови во плейлистата за ниво B1. Предавањата. Можеме да започнеме каде што прекинавме со минатиот дел. Значи, рефлексивните глаголи знаеме дека се делат на ехте рефлексив вербен или вистински рефлексивни глаголи, потоа unехте рефлексив вербен или невистински или глаголи користени како рефлексивни, потоа рефлексив верб варијантен или варијанти на рефлексивни глаголи. Постои уште една поделба за рефлексивните глаголи, а тоа е на падежот акузатив и датив. Значи, исто како што се делеа рефлексивните заменки. Рефлексив се билден, формирање на рефлексивна реченица. Некои од типовите на рефлексивни реченици ги вежбавме во минатото видео, сега продолжуваме со рефлексив вербен имперфект, рефлексивни глаголи во минато говорно време. Sie hat sich schwer verletzt, als sie von Fahrrad gestützt ist. Таа се имала тешко повредено кога од точакот паднала. Втор пример. Nachdem ich mich bei ihr entschuldigt habe, haben wir uns wieder versöhnt. Откако јас и се имав извинето, се имавме ние повторно смирено. Obwohl sich gut eingepackt hat sich leider doch erkältet. Иако тој добро си се завиткал, имаше тој за жал настинато. Одиме понатаму. Wir haben uns ein Geschenk überlegt. Ние си имавме размислувано за подарокот. Du hast dich zu sehr über die kleine Panne geärgert. Ти се имаше премногу за малиот дефект изнервирано. Wir haben uns wirklich beeilt, den Zug noch rechtzeitig zu erwischen. Ние имавме навистина побрзано за возот на време да го фатиме. Sie hat sich gestern die Haare gefärbt. Таа си ја имаше вчера косата бојадисано. Du hast dir gestern bei der Gartenarbeit eine Verletzung zugezogen. Ти се имаше здобиено со повреда при градинарството. Nach ich mir gestern Abend im Kino einen Film angesehen habe ich mir eine Tasse Kaffee gemacht. Откако јас синоќа во кино филм имав гледано, си имав направено едно кафе. Sie hat sich beim Einkaufen im Supermarkt Lebensmittel gekauft. Таа при пазарањето во маркет имала купено намирници. Тоа беше се за рефлексивни глаголи во перфект. Сега продолжуваме со шести дел или рефлексив вербен in futur. Рефлексивни глаголи во идно време. Ich werde mich auf die Prüfung gut vorbereiten. Јас добро ќе си се подготвам за испитот.
Sie wird sich über das Geschenk freuen. Та ќе си се радува за подарокот. Du wirst dich über die Neuigkeiten wundern. Ти ќе станеш зачуден од новостите. Одиме понатаму со нови примери. Sie werden sich auf das Treffen belügen. Тие ќе се лажат за состанокот. Sie wird sich für die Party schick machen. Таа ќе се дотера за забавата. Ich werde mir morgen ein neues Buch kaufen. Јас утре ќе си купам нова книга. Одиме со нови примери. Mein Bruder wird sich nächstes Jahr ein eigenes Auto kaufen. Мојот брат следната година ќе си купува собствен автомобил. Sie werden sich in den Ferien viel Zeit für sich nehmen. Вие за празниците ќе си земете многу време за себе. Wir werden uns im neuen Jahr viele Ziele setzen. Ние ќе си поставиме многу цели за новата година. Sophia wird sich bald eine Auszeit gönnen. Софија скоро ќе си дозволи пауза. Седмиот дел за рефлексивни глаголи за кои ќе вежбаме се тренбаре рефлексив вербен или делливи рефлексивни глаголи. Правилото за формирање на делливи рефлексивни глаголи и рефлексивни глаголи со предлог е дека не треба да ве буни делливиот дел, кој кај делливите глаголи ни стои на крај на реченицата, а во случајот кога имаме предлог, ни стои поблиску до глаголот. Ке видиме пример, а подетално можете да гледате во предавањето. Ich stehe morgens früh auf und ziehe mich schnell an. Јас станувам рано наутро и брзо си се облекувам. Sie setzt sich in der Bibliothek hin und liest ein Buch. Таа си седнува во библиотеката и чита една книга. Legt sich abends ins Bett an und schläft sofort ein. Тој си прилегнува навечер во креветот и веднаш заспива. Wir setzen uns im Café hin und bestellen Kaffee. Ние си седнуваме во кафулето и нарачуваме кафе. Sie melden sich den Job an und schickt ihre Unterlagen ein. Таа се пријавува за работата и ги испраќа нејзините документи. Hanna legt sich oft nach dem Mittagessen hin, ein Nickerchen zu machen. Хана често си легнува после ручекот за да направи една дремка. Du setzt dich an den Schreibtisch hin und führst deine Hausaufgaben durch. Си седнуваш ти на бирото и ја извршуваш твојата домашна задача. Ihr steigt euch ins Auto ein, zum Supermarkt zu fahren. Вие се качувате во автомобилот за до супермаркет да возите. Du steckst dich gleich den Computer an, die E-mails zu beantworten. Ти веднаш ке си го уклучиш компјутерот за да одговориш на мејловите. Legt sich die Kopfhörer auf, Musik zu hören.
Той си ги става слушалките за музика да слуша. И осмиот дел и последен за вежбите за рефлексивни глаголи ние рефлексив вербен mit препозиционен или рефлексивни глаголи со предлози. Ich kümmere mich meine kranke Mutter. Јас си се грижам за мојата болна мајка. Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgaben. Ние си се концентрираме на нашите задачи. Sie interessiert sich für Kunst und Kultur. Таа се интересира за уметност и култура. Одиме понатаму. Wir entspannen uns nach einem langen Arbeitstag. Ние се релаксираме после долгиот работен ден. Ich erinnere mich an die guten Zeiten unserer Kindheit. Јас си се сеќавам на добрите денови од нашето детство. Ich kümmere mich meinen Bruder, wenn krank ist. Јас си се грижам за мојот брат кога тој е болен. Sie entschuldigt sich bei ihrem Partner für den Streit. Таа се извинува кај нејзиниот партнер за расправијата. Mia interessiert sich für ihren neuen Nachbarn im Haus. Мија си се интересира за нејзиниот нов сосед во куќата. Wir entspannen uns bei unseren Freunden am Wochenende. Ние си се релаксираме кај нашите пријатели за викенд. Wir konzentrieren uns auf unsere Kinder während des Unterrichts. Ние се фокусираме на нашите деца за време на наставата. Тоа беа и рефлексивните глаголи со предлози. Сега за крај ќе направиме вежба во која ќе опфатеме се за рефлексивни глаголи од денешното видео. Имаме две реченици во кои едната ни е за рефлексивни глаголи во минато време, другата рефлексивни глаголи во идно време. Потребно е да пополните рефлексивна заменка која недостасува. Првата реченица hat sich oft in der Vergangenheit über solche Situationen geärgert. Во минатото тој си се имал често нервирано за ваквите ситуации. Wir werden uns für die Zukunft gut vorbereiten. Ние добро ќе си се подготвиме за иднината. И по уште една вежба за рефлексивни делливи глаголи и рефлексивни глаголи со предлози. Ich lese mir vor dem Schlafengehen noch eine Geschichte vor. Вие се... Не, оваа реченица на македонски би била Јас си читам на себе си една приказна пред да одам на спиење. Погрешка, преводот ни е од друга реченица. И втората реченица Sie freuen sich über die Einladung zum Abendessen. Тие си се радуваат за поканата за вечера. Тоа беше се за денес. Се надеваме дека видеото ви се допадна и сега е јасно се за рефлексивните заменки и глаголи. Во следните вежби ќе имаме
вежба за реципрочни глаголи и реченици кои се слични на рефлексивните. Се гледаме во следното видео.